Добре е што почна расчистувањето во ВМРО-ДПМН, кое што јас и фракцијата го бараме со години наназад. Меѓутоа, да се разбереме, ние бараме расчистување со криминалците во своите собствени редови, а не со неистомислениците. Значи, неистомислениците треба да ги почитуваме, меѓутоа во принцип кога ќе се донесе една одлука со мнозинство гласови, ние и сите треба да ја почитуваме. И не треба несогласувањето или разногласието по однос на различни прашања да биде од круцијално значење и да биде основа за исклучување. Ние му порачуваме на Мицковски да продолжи понатаму да расчисти пред се со сите оние апатриотски структури кои што немаат идеологија воопшто на ВМРО-ДПМН, да расчисти во своите сопствени реди, меѓутоа со тоа што не треба ова што се случи да биде само епизодна една улога, се со цел да се затврти сопствената позиција. Значи, целта треба да биде многу повисока, да се прочисти ВМРО-ДПМН, бидејќи е непринципелно до вас, во близина ваша, да бидат оние кои што до вчера му служеле на Груевски и на Мијалков, а нив да ги исклучувате, а нив овие да ги оставате да бидат во ваша близина. И оттаму мора принципелно да се продолжи понатаму. Значи, целта е повисока, да се врати ВМРО-ДПМН на вистинскиот демократски колосек, со употреба на демократските средства и методи и да се врати на демохристијанската позиција која што има. Така. Насловите беа дека исклучени се четворица луѓе, меѓутоа останува Никола Груевски во сенка во партијата. На вчерашната прослава на ВМРО-ДПМН не се појави таму, меѓутоа останува внатре во партијата, а вие велите дека треба сепак да стане една пракса. Тоа што Груевски воопшто не е вклучен во овие измени и турбуленции. Значи, кога велам принципелно постапување, јас сметам дека исто така треба да се постапи и со Никола Груевски, кој што и покрај тоа што може би има одредени заслуги во еден период, меѓутоа во најголемиот период тој бил само најголемата штета на ВМРО-ДПМН која што ќе биде запишана со црни букви во историјата на Македонија. Без разлика што неговата кариера е завршена, него мислам дека го очекуваат со оглед на сериозните обвиненија, сериозни години поминати во затвор. Значи, принципелно требаше да се постапи и со него. Зошто и како не е постапено, сигурно дека треба да го прашате Мицковски, меѓутоа не е ред за едни да имате еден аршин, а за други да имате друг аршин. Калкулантската политика не води кон добро на долги стази. Може би на краток момент ќе се соберат поени, ќе се набилда може би еден собствен личен рейтинг, меѓутоа на кратко време тоа ќе издува како балон, бидејќи не се темели на реални основи и на принципи. Во целиот овој период, како ја коментирате политиката на ВМРО-ДПМН околу договорот од Преспа, потоа гласањето во собранието и сите оние реакции од меѓународната кои што од ВМРО-ДПМН бараат да биде евроатлантски настроено, меѓутоа не само декларативно, туку и да ја поддржи на некој начин идејата. Еве, за пример да го земам само поранешниот генерален секретар на НАТО Робертсон, кој што упати едно директно прашање до Мицковски, кој што вели дали сакате Македонија да остане ФИРОМ? Знаете што, сето ова што се случи во собранието на Република Македонија е резултат на водењето на непринципиелна политика или политика купи ден политика која што ја имаше досега актуелното раководство на ВМРО-ДПМН. Што очекувате да се случува со ВМРО-ДПМН? Реално доколку не се реагира брзо, реално може да дојде до понатамошно раслојување на пратеничката група. Јас лично мислам доколку не реагира Мицковски навреме, може да се случат да таа бројка од 80 во иднина стане малку и повеќе во втората, па пред се во последната фаза од промената односно од усвојувањето на амандманите на Уставот на Република Македонија.